видите, да ми гледате косата. Heatless Curls. Ево што чај пием од претходниот пат. Зошто ми е камерата ватна, бро? Извинете многу, не видов. Тоа е најдобро што можам да биде лицево збесна. Сега се Треба да си измием заби. Ево направим чајот, ама да се олади. Никогаш не го допивам. Некогаш и воопшто не го пробувам. Знам дека е здраво. Чантата е наредив, али што си најдов. Аутфитот ми е денес малце поќе да ми биде комфи. Две блузи, не носам палто, мислам дека нема да носам, ќе видим ако студи пак каква палто. Фризурчето, еве го, шминката, само и тоа е тоа. Многу ми е симпл рутината и многу се набрзи направам, ама денес мислам дека ќе стигнам да не брзам многу. Ќе пробам да набрзам и си да ви снимам. И на училиште повторно ќе ви снимам. Сега имаме и нови правила, да така да на час не можам да ви снимам, освен ако не прашам. Водата се замини. Бъде така стамотилно и в телята, не можам да... Ето ти се. Ајде. Требаше да го вземам триподот, ама не го вземам. Уште спием, не ме замерувате вече. Ке го ставиме тука на страна да постои 10 минути, да дека си измием лице, раце, заби, си. И во меѓувреме ќе се облечам и ќе покажам што ќе носам. Мама е во WC и се бажат тие порано заминуваат. Иначе не ме гледате што сум црвена, ама се притискав. Знам дека не треба, ама може да се контролира. Сега ќе ви покажам што ќе носиме. Аутфитот кој најдов што е с ношти. Ете сме. Имаме прво овие фармерки што скоро си ги купив. Што се многу кјут, се многу, не знам како се викаат ова. Беа пеглани, многу малце се истуткани, ама немам време да ја пеглам и плюс нема вели. Ова е ремен, кјут ремен, вчера го носев, кјут беше, не се не познаваше и денес нема се познава. Ми единствено вако што е широк и што искрено ке држи. Инаку очекувате Тему хол, ама мислам дека ја видим тук. Затоа што нарачав еден пакет. Ева првата сива блуза, ова за дозола ако биде жишко и ева дуксерка. И може пак каква сиво фармерка ме треба. Тоа ми е како сивкасто сино, тоа е темно сиво, сино, ама не знам како да пишам бојата, нема врска. Значи, ова е дуксерка од Тему. Не е малце по... Значи, денес ке врнел, чизми обавезано и вчера носев, иако вчера беше топло и сите ме запатаки. Еве, сме се мислам дали да ја ставам блузава внатре. Многу ми дели. Ама кјут е, што знам. Ајде доксеркава. By the way, мајка ми спреми за јадење. Оти толку долго ме гледа. By the way, мајка ми спреми за јадење денеска. So comfy, значи многу сакам худис. Кој не сакам худис? Е прашање. И завршивме и со раце, и со лице, и се заби. Лицето ми е уште поцрвено. Тоа е секогаш од кога ќе се измием, секогаш така ми се прави. Така да сега одам да го земам чајчето и да поминам повторно време со Бога. Значи тоа ми е секогаш прво и сакам секогаш да ми биде прво. Сакам секогаш кога ќе станам тоа да ми биде прво. Знаете ли зошто? Затоа што кога ќе го земам првпат ова, значи мислам имам многу пати до сега докажано и затоа секогаш сум научила и повеќе не сакам истата грешка да ја правам. Кога ќе го земам прво на сабајле телефонот, после не можам да се контролирам да го оставам и после затоа се доцнам, затоа нема да имам време за нешто да направам или пак цел ден ти сум нерасположена или цел ден на телефон ти бидам. Цел ден само на тоа ќе мислам на тоа што сум го гледала. И кога ќе прашате некој што се разбира во ова, ќе ви каже дека не е здраво веднаш да се земе телефонот на сабајле и општо и навечер пред легнување истото. И затоа од сега понатаму повеќе не го земам телефонот прв на сабајле и сега го зедов за да ви снимам. Многу логички, нели? И затоа прво што правам на сабајле е тоа да пример додам во WC, си измием раце, лице, заби, да си направам вака чајче и
чај и да поминам време со Бога, затоа што сепак знаете, убаво е и многу сум радосна за тоа кога ќе се разбуди човек, затоа што не се знае. Сега можеби ќе речите како старине, знаете кога ќе речете здрави и живи, некои луѓе тоа велат како старите велиш или нешто, знаете, дека имаме таков менталитет, но тоа е од каде знаеш кога ќе се разбудиш, нели? Не за да ве заплашам, ама да си знаете и да го цените тоа што сте живи и здрави денес. И затоа и јас секогаш одлучувам и сакам прво што ќе правам на сабајле е тоа да поминувам време со Бога, затоа што знаете дека Господ ќе ве исполни со радост за тоа дека сте сакани, за тоа дека сте ценети и дека тој ќе биде со вас низ целиот ден што и да се случува. И затоа јас секогаш и вас препорачувам да си поминувате прво време со Бога на сабајле кога ќе станете, не дека ова е некое правило, ама Бог го знае најдоброто за нас и затоа тоа е оно што сака да го правиме на самиот почеток на денот. Да така да сега јас удобно да поминам време со Бога. Знаете како иде тоа? Ева го by the way чајчето. Ставив 2,5 лажици шеќер затоа што малку поголема шолјата. Да така да. Се гледаме сега после. Ако заборев да го пијам, тука е, ама еве колку има. Само 2-3 глутки се напив, сега пијам додека се спремам, се надевам. Еве сум излеков на брзина, значи ништо не направим, нема време поќе. Комето. Не стигнам да ви снимам. Саби е, значи, од вчера само цел ден вака се брама. Чао. Ама со овие прстите. 27. Па не. Седов патос и плако. Ова сите колку преубо е. Ова го подајам. Како може да се растапи се толку сабајле мене? Голем одмор. И ми се јади, ми се спи. Да покажам што ја гави. Look at this healthy yummy food. Јас вчера го поедов. Денес бегаме порано дома. Конечно. Да ви снимам. Си дојдов пред скоро 1 час. Не знам оте, јас не ви снимав одма. Се скрепав на телефон искрено. Видов затоа што ми има некој пишувано нешто, јас сакав да видам затоа што денес оден добро стоев на телефон, ама што знам. Некако скоро секогаш кога си дојдам дома, имам пораки како не знам, како цел ден телефонов да ми бил дома оставена не со мене. Се преслеков, односно си ставив долу само тренјатки и јас ставив лабуза затоа што нема да едно сам утре, секој ден менувам. Не знам колку тоа е вас ви е чудно или не, ама јас менувам секој ден. Сега ми се јади премногу. Мајка ми после ќе купи бурек за мене, тие ќе дадат пастар мајли, затоа што јас не јадам. Не ги сакам толку, убави се, вкусни се, имам пробано. Ама када сега ќе си направам нудли, готово со училиштето by the way, мене цел ден ми се спиеше, мака ми беше че не бе фокусирана како што треба. Ами онака не учевме ново, скоро по сите предмети повторвавме, затоа што почнува повторно сезоната на учење, односно на тестови, да и учење, но и тестови. Извинете, мало пауза, мама ми се јави. Имаме тука вода, сега морам да турам. Само да гледате овде. Вода турвам од прилика, заедно така. Тренерки на училиште немам облечено од... Мене ми се чини како години да поминале од кога не однесам на толку што се навикнав. И ќе замолам да не го гледате хаосот, за мене не е катастрофално, само тоа треба да се намести и се стави перницата и офтењето да се намести. Ке средиме се, само прво да јадам затоа што премногу ми се јади. By the way, сноште во 10:30 часот гледав идеи што да ви снимам денес, затоа што не сакав пак да снимам влог, сакав да снимам некое
ново видео, нешто што немам до сега снимано. Но скоро сите идеи беа некако како нешто што не знам, морам да го испланирам пред да го снимам неколку дена. Знаете, нешто што треба да ми текне да преварам, да најдам нешто. Тоест многу ви се допаѓаат овие school vlogs, затоа што знам дека кај нас во Македонија нема никој, буквално никој, јас не сум до сега сретнала да снима на училиште во Македонија. На YouTube имам гледам странски, ама наши немам видено. И затоа ми е баш мило што имам таа можност. Не знам зашто, примерно, нешто ги знам помладите како мене што на училиште, не знам зашто не снимаат на училиште, дали не им е дозволено или им е срам, не знам, но мене не ми е, да така да и плюс праша, да така да both problems solved. Овие најубави. Океј, дан. Тоа беше непрзото местење. Водата ќе полета. Така да можеме да ставиме нудлите. Нудлите секогаш first choice кога доаѓа за нешто на брзина, кога се јади многу, а сакаш да е вкусно. Морам бакал, иначе ќе се попарам ако земам многу кневам кога кневам. И ставаме сите, оваа вода, значи мајка ми е требнала да така ставиме кетчуп. И комшивчето му е мало, што порано повеќе мало бебе, повеќе бебе. Што го викаше кепачот клепач. Се баш личат како на емоджито. Ева како изгледа by the way. Превкусно. Сега јадиме, јеј. В тоа време јас додека јадам ти гледам од овие влоговите што ставаја нашите јутуберчиња, нашите јутубери, што беа на еден геймфест. На Христи му гледав, се гледаме на Хидс. Мој тато си дојдоа конечно 3,5 часот, јас јадов, бев со кучињата до сега малите надвор, си играв со нив. Ајде, сега направиме хол. Прво почнуваме од најлево, имаме мојот омилен арокрем, нутелата, имам пробано полбаферов крем од овој него. Имаме овде колку са вие? По 2 вака, 3, значи 6 пастърмајни, што ви кажа дека ќе јадам тие. Ева го мазникот со сирење. Бурек утре, ова денес. Мама си купила нешто мајца. Крилца, панчини, крилца, да. Сега имаме овие конфити, секој ќе сите го топаме. За пржење. Може да имаш испржење си кастер. Се да имаш. Сирење. Ништо друго не. Кашкавал. Мама, утева са мама. Љубава. Мама што и Лешка. на Кипар. Филешка е. 2 пакетчи на вакви. 3 вакви сутлијачи, баш тоа пред некој ден зборавме, му гаравме. Што има во ова? Нудлите, се си правят премалце пред тен сат. Појки. Сутлијач. 3. Чека сам поставам. И некој нов има купено ова ше новој? Да. Како? Фуето. Ново да се проба. Утре има за наш школа. Немам се да јадам, пријави се кола ден. Тоа е тоа? Да, тоа е тоа. Yes. Ова е, од како купаче? Стокомак? Пипер. Кипер. И стокомак. И стокомак. Добро. И јогурт да го забравя. Нема полков јогурт. Има. Име не и балан. Ти реков, ви реков дека ќе испија водата од нудлите и ја да ја изеде. Значи прво. И што ја не го исписа вајде. Си калам нешто од озгора некој туксерка од не студи. By the way, му го гледав влогот на Хидс. Преинтересно. Много интересно. Сега кламе ова старо зелено худи. Ути на англиски кажувам бе човек. Ова стара дуксерка зелена. Што ја порачав за да ја носам, ама големината е ја люфнав. Многу е голема за мене, но така да затоа се носам дома. И плюзава не беше појадеше од прв. Сега што котата ја фатиме во штипка, оти ме смета и ме нервира. Сега ќе ме косава легано користам малку. Сутлијач со цимет купечки, многу убав. Многу убав. Јас сакам сутлијач, се јадам. Се јадам. Така да секој од страни ме шминкава. И ти го ставаме лицето да диши. Телефонот сега видов дека има 5%. Да така да сега
избрав неколку алиште работи што ми се за перење и се уште треба да продолжам, така да е краток таймлапс. Чај, јадење, земаме тие, потоа да гледам на лаптоп, па учење презентации, па алиштата, ако стигнам да ги средам, тие што сакам да си ги земам, потоа капање ако се капам и на крај редење, чедење, отивам редење чанта и алишта. Јадењето е спремно, ајде да видите што има. Супер, се најадов наискрено, само едно такво изедов, почнав второ, ама не ми одеше. Што ме боли малце желудникот, не сакам многу да го оптеретувам со многу јадење, да се прејадувам и сето тоа. Лаптопот ми е full, 94% пун, супер. Сега е 6:35, не знам дали ќе можам до 9 да си легнам, ама ќе видиме така прилика. Конечно. Пред да заспијат сите, сестра ми се уште не е заспана, ама тука е, си легна и сите си легнаја. Со мајка ми татко ме спијат во дневната, овие неколку дена на топло и плюс гледаат телевизија. Сега е 9:30 часот, 9:37. Си направи лепти со крем колку да каснам, затоа што пак ми се пријади ако прејадев. Но би спамна најверојатно. Завршив се и сум пресвекна што успеав и што стигнав од тоа што сакам да правам. Но така да се ми остана се да научам уште 2 лекции, двете што имав научено и уште 2. Двете да повторам и другите да научам. Имам време, утре ми е прв час. И ви благодарам што гледавте денешното видео, се надевам дека ви се допадна и дека ви беше интересно. Нешто што сакам веднаш да го напоменам е тоа што сакам да ви се извинам на некој од вас што во живо ми имате видено, ме познавте, ми се смеевте, па дури ми мафнавте или зборнавте, не знам. Но јас навистина посебно денес тоа 2 пати со две девојчиња ми се случи, колку мене сум дека беа на битолски чупиња да кажам, ајде, пошто ми е чудно девојчиња да велам. Тоа што не ви обрнав внимание на некој начин, јас се видов, ама не ви се насмеав затоа што, или не ви зборнав, затоа што бевме во брзање и искрено не ни знаев дали првиот пат, првото чупе што ми се насмеа, не знаев дали мене ми се смее. Искрено наискрено ви кажувам. Така да, за тоа да ви се извинеме, да чувствував потреба дека треба тоа да го кажам, така да ви благодарам што гледавте денешното видео и ако некојаш ме видите слободно, можете да ми зборнете, затоа што сепак ние сме луѓе и не сум јас нешто посебно од вас или нешто поразлично, за да се срамите или пак нешто, така да, инаку да, повеќе пати ми се ме случено веќе еве да некој од вас да ме препознаат и да се поздрават и да се поздрават и да зборнат многу нормално. Тоа беше тоа, се гледаме во наредното видео. Сакам нешто сега, пошто се ближиме кон 1000, а не направив ништо за 500, затоа што знам дека сите прават специјали и сето тоа и така е, треба да се, на некој начин да ви се заблагодарам за тоа, што ме поддржувате и што ставате subscribe и лайк. Може би нешто да ви спремам. Што не знам, така да ќе видам. Нема да ви откривам ништо. Така да, хвала ви што гледавте ова видео, не забравяйте се subscribe и ставите лайк за повеќе видеа и општо за знаете како ставам ново видео. Да се гледаме во наредното видео. It's rated X. That means you're extra.